Добар ден, драги ученици, и добро дојдовте на денешниот час по предметот математика. Јас сум Драган Јанковски, наставник во Основното училиште Свети Кирил и Методи од Бучин, општина Крушево. За следење на овој час ќе ви биде потребна тетрадката по математика, молив и гума. Секогаш кога ќе ви биде поставена одредена задача, стопирајте го видеото, припишете ја задачата, обидете се точно да ја решите, а откако ќе го направите тоа, продолжете со следење на видеопрезентацијата и на тој начин ќе можете да дознаете дали имате точни решенија на задачата која сте ја решавале. Денес со мене ќе учиме за број на низа до бројот 100. Што ќе научиме на овој час? Што представува бројната низа? Ќе се научиме да креираме број на низа до 100 и да го пронајдеме соодветното место на секој број во низата до 100. Ќе се научиме да опишеме и продолжиме низи со броење нанапред или назад во чекори по 2, 3, 4, 5, 10 и се така до бројот 100 и ќе се научиме да препознаваме едноставни односи меѓу броевите. Прво да разјасниме една работа. Што представува бројна низа? Бројна низа е подредена група на броеви што следат одредено правило. Например, 1, 2, 3, 4, 5. Ве потсетувам сега на тоа што ви го напоменав на почетокот часот. Стопирајте ја презентацијата и припишете го ова во вашите тетрадки. Потоа продолжете со следење на часот. Кое е правилото според кое се формираше оваа низа? 5 минус 1 е еднакво на 4. Ако од 4 одземеме 1, ќе добиеме 3. 3 минус 1 е еднакво на 2. 2 минус 1 е еднакво на 1. Правило за формирање на низата. Низата започнува со бројот 5, а секој нареден број во низата е за 1 помал од претходниот број. Сега имаме низа која расте за 2. 2, 4, 6, 8, 10. Припишете ја низата, продолжете ја и откако ќе го направите тоа, продолжете со следење на часот. Ако во претходната задача броевите кои не достигаат, откривте дека се 12, 14 и 16, тогаш имате точно решение. На оние кои точно решивте, ви честитам. Низа која опаѓа за 2. 54 минус 2 е 52. 52 минус 2 е 50. Продолжете ја низата. Решенијата кои требаше да ги имате запишено се следни: 48, 46, 44 и 42. Продолжуваме со низа која расте за 3. 27, 30, 33. Кликнете на пауза, препишете, решете задачата и потоа ќе дознаете дали точно сте ја решиле. Време е за проверка. 36, 39, 42 и 45 се точните решенија кои требаше да ги имате напишано. Низа која опаѓа за 3. 99 минус 3 е 96. 96 минус 3 е 93. 93 минус 3 е... Тука запишете го решението на местото од овој прашалник и по истиот принцип решете целосно задачата. Кликнете пауза и започнете со решавање. Хајде да ги видиме точните решенија. 90, 87, 84, 81. Сега ќе работиме со бројот 4, но овој пат може да забележите дека низата не е како претходните. Зададените броеви ни се наоѓаат на средина на низата, но тоа воопшто нека не ве загрижува. Затоа што сигурен сум дека точно ќе успеете да ја решите и оваа задача. Имаме низа која расте за 4. Што значи тоа? Дали овие први броеви треба да бидат поголеми или помали од веќе зададените броеви? Размислете.
треба да бидат помали. Значи, тука треба да ни се наоѓаат најмалите броеви во низата, а на крај треба да бидат најголемите броеви во низата. И секогаш разликата помеѓу два соседни броеви треба да биде 4. За првите броеви треба да одземате со 4, а за последните броеви да собирате со 4. Започнете со решавање, кликнете пауза и потоа продолжите со следење на презентацијата. Ајде да провериме дали точно сте решиле. 64 и 68 се првите два броја, а 84 и 88 треба да се наоѓаат на крајот од низата. Низа која опаѓа за 4. 55 минус 4 е 51. 51 минус 4 е, тука ќе го запишете решението, ново добиениот број минус 4 е 43, 43 минус 4 е 39, 39 минус 4 и така натаму. Пауза и почнувајте со решавање. Да провериме дали имате точни решенија. 47, 35 и 31 се броевите кои требаше да ги запишете. Сега ќе се соочиме со еден предизвик. Треба да го откриеме правилото на низата. 10, 15, 20, 25 и 30. Размислете дали оваа низа расте или опаѓа. Откако ќе го откриете тоа, пресметете колкава е разликата помеѓу соседните броеви. Пауза, размислете и потоа продолжите со следење на презентацијата. Доколку откривте дека оваа низа расте за 5, тогаш имате точно решение. Повторно низа 100, 95, 90, 85 и 80. Според кое правило е формирана низава? Оваа низа започнува со бројот 100, низата опаѓа за 5. Седумдесет, 60, 50, 40, 30. Многу лесна задача. Сигурно ќе успеете точно да ја решите. Кое е правилото? Низата започнува со бројот 70, опаѓа за 10. И последната низа во која треба да го откриете правилото, 27, 37, 47, 57, 67. Слободно кликнете на пауза за да имате повеќе време да размислите. Правилото на оваа низа е следно. Низата започнува со бројот 27 и низата расте за 10. Последен број во низата е бројот 67. И еве веќе е добро познатата табела 100. Сигурно многу пати досега сте ја сретнале на часовите по математика и сте работеле со табелата 100 со вашите наставнички и наставници. Зошто сега ви ја прикажувам табелата 100, а ние работиме за бројни низи? Затоа што во табелата 100 всушност имаме голем број на скриени низи. Сега ќе ви открием некој од нив. Да започнеме прво хоризонтално. 1, 2, 3, 4. Дали препознавте низа? Да, ова е низа која расте за 1. Одиме обратно. 4, 3, 2, 1. Имаме низа која опаѓа за 1.
Истото правило важи и за сите останати хоризонтални редови. Ајде сега вертикално. 1, 11, 21, 31, 41. Расте или опаѓа низата? Слободно кликнете и на пауза доколку ви е потребно повеќе време за да размислите. Ако одговоривте дека низата расте за 10, тогаш имате точен одговор. Одиме обратно. 41, 31, 21, 11, 1. Низа која опаѓа за 10. Низи имаме дури доколку погледнеме и дијагонално. 1, 12, 23. Сами открите дали расте или опаѓа оваа низа и за колку. Открите го правилото според која е формирана низата во обратен правец. 23, 12, 1. Одиме и од другата страна дијагонално. 10, 19, 28, 37 и така натаму. Обидете се да откриете според кое правило е формирана оваа низа, а потоа открите го и правилото на низата и во обратна насока. Значи 37, 28, 19, 10. Доколку во дијагоналните низи ги добивте следниве одговори, имате точни решенија. 1, 12, 23. Тука имаме низа која расте за 11. 23, 12, 1. Низа која опаѓа за 11. Дијагонално. Од другата страна 10, 19, 28. Низа која расте за 9. 28, 19, 10. Низа која опаѓа за 9. Повторно низа 100, односно табела 100, но во овој случај во секоја десетка од табелата 100 имаме по еден број кој ни недостасува. Открите кој е тој број. Време е за решавање. Во секоја низа допиши ги броевите што недостигаат. 23, 33, 43. Дали броевите се зголемуваат или се намалуваат? Открите го правилото и запишете ги броевите кои недостигаат. Под Б. 55, 59, 63. Под В. На самиот крај имаме зададени 3 броеви, но тоа воопшто нека не ви загрижува. Сега ќе ви помогнам на кој начин треба да решавате оваа задача. 88 минус 8 е 80, 80 минус 8 е 72 и така натаму. Под Г, зададените броеви ви се наоѓаат на средина на низата. Пресметете колкава е разликата и запишете ги броевите кои треба да бидат на почеток и на крај на низата. Сега кликнете пауза, започнете со решавање, а потоа продолжите со презентацијата и ќе дознаете дали точно сте решиле. Еве ги точните решенија. Паузирајте и проверете дали имате точни решенија. Време е за домашната задача. Ви подготвив 4 низи. Препишете ги низите, открите го правилото според кое се формирани и на празните линии запишете ги броевите кои недостигаат. Драги ученици, ви благодарам за вашето внимание. Се